Демократскиот сојуз на Македонија, Бранко Црвенковски! Добро вечер, Кичево. Добро вечер, драги пријатели. Добро вечер, храбри борци за слобода и демократија, македонски отпораши. Добро вечер, македонски бранители на вистината, на правдата, на уставноста, на иднината на оваа земја. Еве и вечера овде во Кичево ја гледам истата гледка, истата слика, како во сите изминати денови во градовите ширум Македонија. Повторно улици преполни со храбри луѓе, со горди луѓе, со луѓе со гордо кренати чела, со цврсто стиснати тупаници, со силна волја, со цврста решеност да се борат, да се изборат против силата и неправдата, против тиранијата, против оние што ни го узурпираат животот и што ни ја крадат иднината. Драги пријатели, македонскиот народ конечно се пробуди, се крена, се извиши, крена напред. Македонскиот народ покажува дека е подготвен да се бори не за каква таква, туку за држава во која што ќе живее на мирен и спокоен начин, за успешна држава, за просперитетна држава, за слободна држава, за држава со иднина. Почитувани граѓани, на 24 декември, оној црн понеделник, ни го приредија најголемиот срам, најголемата брука во овие 22 години независна Македонија. Пред очите на цела македонска јавност, пред очите на цела меѓународна јавност, изгазија и устав, и закон, и деловник. Кренаа раце на представници на народот, на пратениците. Кренаа раце на представници на јавноста, на новинарите. Видовме како лажните јунаци и херои од ВМРО ДПМН тепаат, малтретираат, влечат по патос, изфрлаат како кучиња надвор жени среде парламент и уште на крај аплауз удрија. Драги пријатели, тоа што се случи на 24 декември е само последниот шекор, само последниот чин од еден процес на кој што сведочиме веќе 7 години наназад. Процес во кој што се поништува слободата, во кој што Македонија се разградува како демократска и правна држава и се инсталира еден партиско-полициски режим. Се инсталира земја во која што целата власт е сконцентрирана во рацете на само еден човек и мала група на луѓе околу него. Тие прават што сакаат. За нив не постои устав, не постои закон. За нив оваа држава е приватна собственост, како да им е оставена во наследство од дедо од баба. Почитувани граѓани, испартизираа се живо. Сите државни институции, судството, медиумите, граѓанскиот сектор, тие одлучуваат која фирма ќе пропадне, која ќе живее. Превзедоа не фирми, цели бизнис гранки во своја собственост и под своја контрола. 7 години овој народ живее со нивните закани, уцени, заплашувања, притисоци. 7 години овој народ живее со нивните лаги и измами, манипулации. Посетете се само што се не ни тврдат преку нивните медиумски мегафони. Македонија ти била трета во Европа по економските резултати. Македонија била четврта во светот по економските реформи. Сите најбогати милиардери од цел свет се стрчале во Македонија да можат да инвестираат купишта пари. А што е вистината? Вистината дека народот ни живее во сиромашија, во беда, во мизерија. Вистината дека живеачката секој ден станува се потешка.
Вистината дека производството паѓа, бројот на вработени во индустрија паѓа, дека нивото на странски инвестиции паѓа. Што расте? Растат долговите на оваа земја, растат цените, трошоците за живеачка, расте невработеноста, расте процентот на оние што живеат во сиромаштија и се бора да преживеат од денес до утре. Почитувани граѓани, Македонија стана земја на државен криминал. Криминал кој го прават необичните криминалци, тие не може на ред да дојдат од овие во власта. Криминал што го прават тие во самата власт, организиран, заштитен, спонзориран од оние кои што треба да ги почитуваат и спроведуваат законите. Македонија во 2012-13 година, во 21. век, стана земја на политички затвореници. Глеговме во извештаите на сите меѓународни организации. Пред малку го спомнавме Љубе Бошковски. Во класично монтиран политички протест со подметнати пари 100.000 евра, со лажен заштитен сведок, го обвинија, го пресудија 5,5 години затворска казна. Драги пријатели, ако Љубе во таков наместен процес треба да лежи 5,5 години затвор, колку не години, не децении, колку векови треба да лежат Груевски тие околу него за 3,5 милиони евра само во последнава кампања непокриени пари, за кои што не се знае од каде се легнати на нивната сметка. Колку децении и векови треба да лежат оние што го покрија и забошотија случајот со 750.000 евра во пластично шише. И се било чисто, и се било законски. Сакам да им порачам, не забораваме. Ова нема простување. Тој што одгрешил законот, што направи криминал, ќе одговара. Ќе дојде денот, има да се одговара во оваа земја. Драги пријатели, ако она што се случи на 24 декември помине како да не се случило, ако бидеме казнето, од оваа земја нема ништо. Враќање назад за Македонија повеќе нема. Ако тие можеа пратеници среде парламент да тепаат, што останува за обичен човек, граѓанин, во било кој град или село ширу Македонија, што ли на него може да му направат, ако им текне, ако им се најде на патот, ако им попречи, ако попреку ги погледа, каде тој човек заштита да бара, пред кој закон да се брани. Затоа, драги пријатели, овде повеќе не се работи за една партија, за борба за власт. Ова е нешто многу поважно. Сега паѓа одлуката, историската одлука. Каква земја ќе имаме? Во каква земја ние, нашите деца, нашите семејства ќе живеат? Ова повеќе нема врска со политички амбиции и кариери, кој ќе биде власт, кој ќе биде во опозиција. Од сите ние имаме нешто многу поважно од било каква амбиција. Си ги имаме децата, си ги имаме семејствата, сакаме да живеат во нормална земја, сакаме да живеат во земја во која што никој не може нешто лошо да им направи, да се осеќаат и чувствуваат слободни, да бидат своји на своето. Зарем во 2013 година да ни се случуваат работи како да сме под окупација, под туѓо робство. За ова ли се боревме и за ова ли се изборивме за независна Република Македонија. И затоа, не заради нечија лична или партиска желба, туку затоа што тоа станува историска потреба, насушна потреба. Треба да се избере кој пат како народ ќе го фатиме. Затоа ни требаат предвремени парламентарни демократски избори. Затоа што оваа држава не е моја, не е на ниту еден поединец, не е ни на Никола Груевски, на ниту една партија. Оваа држава му припаѓа на народот.
и ако некој го има правото да реши за неговата иднина, за судбината на оваа земја, тоа е само народот и никој друг. Затоа треба да се оди на избори. Македонија бара избори, Македонија сака избори. Иако Никола Груевски, она што го тврди по телевизиите кај своите, како што беше кажано, куќни пријатели, медиумски мегафони, послушници, потрчковци, ако вели и е сигурен во тоа, дека народот го поддржува, дека народот е на негова страна, дека политиките му се правилни, исправни, дека сигурно ќе победи со сиот опсе на цел свет, па што се плаши, што бега од парламентарни избори? Па дека му даде можност на народот дека одлучува. Народот треба да ја донесе таа одлука, ама има од што да се плаши Никола Груевски. Знае дека тоа што го кажува не е точно и дека ни тие околу него, ни тој самиот повеќе во тоа не верува. Дека прават лажни анкети колку сакаат. Се плаши од народната казна, ама од народна казна бегање нема. Секого ќе го стигне тоа што го заслужил. И затоа, драги пријатели, ние, од Дружената опозиција, од Сојузот за иднината и последно ние од Социјалдемократскиот сојуз, имаме огромна одговорност во овој историски момент да бидеме начело на народот, да бидеме таму кај што е најтешко, да бидеме во првите редови. Ке биде и е нашиот народ и храбар, и свесен, и разумен, и мудар, ама сака да види дека ние, кои што сме во негово име представени во парламентот или на политичката сцена, сме спремни да бидеме во првите редови и најмногу да ризикуваме и најголема жртва да поднесеме. Тешко е денеска да се биде член на Социјалдемократскиот сојуз, ама и гордост да направиме нешто добро за нашиот народ и за нашата држава. Затоа за нас враќање назад нема. Тргнавме, го избравме патот, целите ги знаеме, одиме до крај, одиме до победа, за победничка Македонија.